Петтата премиерна постановка на Битолскиот народен театар Дон Жуан од Молиер во режија на Андреј Цветановски, премиерно пред љубителите на театарската уметност, ќе биде одиграна на 15 мај, како што беше истакнато на денешната пресконференција. Подготовките за премиерата поминаа во најдобар ред, а за режисерот Цветановски, ова е втора представа која ја работи во Битолскиот театар. Многу ми е драго затоа што функционираме и работиме заедно, а она што е ново и плюс во ова е тоа што работиме класика, нешто што мислам дека е многу битно за секој репертоар и Битолскиот народен театар секогаш го актуализира прашањето за еден железен репертоар кој што е многу битен за создавање на квалитетна публика. На сите ни е потребен Дон Жуан, бидејќи неговата најголема одлика е што животот го живее за себе, истакнува Цветановски. Во тој баланс, во тој судир помеѓу Дон Жуан и Сганарел и нивните цели, стигаме до некој компромис, односно до некое префрлање на улогите. Сам да кажам дека мислам дека ни е потребен на сите Дон Жуан како дух, затоа што се повеќе и повеќе некако го живееме животот за другите, а се помалку за себе. Улогата на Дон Жуан во оваа представа ја игра Дамјан Цветановски, кој заедно со неговиот колега Сергеј Димовски го истакнаа задоволството од соработката со Народниот театар Битола. Беше голем предизвик да го толкувам и ќе биде голем предизвик да го толкувам ликот на Дон Жуан, еден од најголемите ликови во историјата на драмите. Мислам дека најдовме некаков клуч во како функционира тој лик и како размислува. Имавме потешкоти низ процесот, барајќи го како дише, како фе. Но мислам дека се снајдовме. Градењето на Сганарел беше ја навистина предизвик затоа што тоа е контрастот на Дон Жуан. Јас сум во оној дел каде што гледам повеќе за другите отколку за себе, зборувам за представата. И ансамблот на Битолски театар навистина не прифати топло, целата екипа. Покрај Цветановски и Димовски, во представата играат и актерите од Битолскиот ансамбл Борис Чоревски, Викторија Степановска Јанкуловска, Борче Јаковски, Сандра Грибовска, Петар Спировски и Ангела Димитрова. Сценографијата за представата е на Сергеј Светозарев, костимите на Марта Дојчиновска, музиката е дело на Димитар Андоновски, додека за дизајн на тонот е задолжен Александар Димовски.